Ерџан Селман од село Селце Штипско повеќе од 40 години се занимава со одгледување и производство на тутун. Сега тутунот е во фаза на сушење, вели, па потоа може да се продаде. Задоволни се од квалитетот оваа година, па вели очекува и добра цена. Тутунот во денешно време не е тежок за работа, децидене тој, оти се прави машински. Со помош на машина се сади, така се ниже, се суши и се продава. Потребно е само доволно сонце и вода за квалитетен тутун. Најважниот дел е одгледувањето на расадот. Сега го сушеме, па после чекаме неко време да оноде времето за калупење. Ама не го калупеме сега право у кутии. Пунеме ги у кутии. И после продаваме. Со машината нижеме. Сега имаме и тутун, може да снимате и како се ниже, како се оноде. Ма потрапно ли е, тешко ли е? Або оно не е тешко. Едно време беше тешко, пред 10-15 години. Сега не е тешко. Садење со машина, копање со машина, нижење со машина. Само оно расадо кога први оно, тоа е како мало дете. Чекаш да оноде, па полек да него оноде болест да не фане, нон-стоп преку еден ден вадеш, мора да оноде. Како мало дете, исто како мало дете расадо. Шом расадо стигне и готовиш и не се плаши. Иако од една страна последните 2 години квалитетот и цената на тутун се добри, од друга страна нема кој да работи. Младите немаат интерес да се занимаваат со земјоделие и одгледување на тутун, вели Селман, па работат само повозрасните. За нив денот почнува во 3 часот после полноќ, додека температурите се пониски, додека може да се бере тутунот. Потоа следуваат сите останати активности околу истиот. Немаме кој да работи, жената не може више, мора още ваа година до година, не знам дали ќе можеме да садиме. Шурота и жената. Млади има ли? Па керката е на школу, немаме рак на тутун, ич. Немаме рак. И ќе оставиме више, не можеме. На работа одаме ја, още ваа година, ако прекараме. Ерџан со производство на тутун се занимава од мали нозе, како што вели тој уште кога бил дете почнал да работи во нивите заедно со неговото семејство. Ако никогаш секое второ семејство екзистенција гледало во производството на тутун, денеска вели едва и неколкумина се занимаваат со оваа земјоделска гранка.